Често знаат да кажат Скопје никогаш не звучело подобро, ама се надеваме дека Скопје никој пат не изгледало подобро. Со благодарение на Телма телевизија. Така некако да ако навлеземе. Не зборам сега нели за естетиката на градот, затоа што таа премногу брзо се менува, можеби не на толку добар начин, меѓутоа ајде да речеме ние да му дадеме на поинаква верзија на истото. Па веројатно ќе прашам и дали му не достига Скопје на Марио. Сигурно, јас мислам дека нема некој кој што заминал, што се вели на друга географија, да не каже дека не му не достига, меѓутоа некој пат предизвиците животни ве тера да направите нешто ново и некој ново поглавје, особено кога не ги знаете правилата, нормите во една земја, карактеристиките на кои што треба агилни да останеме и да се некако збогуваме, да направиме сегрегација и сепарација од она што значи Скопје и Македонија, а да се адаптирате на животите, односно животот и условите во Дубај. Убаво кажа Цеце, Марио Јовановски пред точно 10 години сигурно вибрираше токму со нас тука. Тоа беа неговите почетоци, а сега веќе во зародишта на неговата кариера може да се пофали како и фитнес инструктор кој што функционира со светски клиенти и веќе известен период живее и функционира заедно со својата веќе сопруга во Дубај. Ако кај нас е 7:23, веројатно таму Марио е 9:23. Мислам дека 2 часа точно. Така некако? Точно 9:23, 2 сати сме разлика моментално. Марио, голем поздрав од целата екипа на Телма телевизија. Претпоставам дека знаеш добро позната екипа која што секој пат била и твој пријател, ние лично со тебе, ама оваа платформа секој пат сме ја користеле да ги промовираме и твоите всушност спортски проекти од предисвити и така натаму. Имало доста многу разговори, се надам многу инспиративни и мотивирачки приказни кои што сме ги споделиле. Некои од тие се наши архивирани на YouTube страницата на Утринска на Телма. Сега имаме толку многу прашања, не сме се виделе одамна, а знам дека во една последна прилика кога јас и ти работевме на еден проект за храна, те прашав и ти ми одговори дека се чека нели за минувањето твое со Софија во Дубај. Кажувај сега, од прилика бидејќи не сме се слушнале, Цеце и јас се прашуваме дали обично го почитуваш правилото 5:30 наутро или си земаш некој час плюс за сон? Пред се, добро ви утро и фала ви на поканата. Морам да ве поздравам, не сме се слушнале, виделе оддамна и фала ви на, нели, како и секогаш настапување на просторот на вашата телевизија. Инаку, да, јас сум во Дубај веќе од октомври навака и тоа што го спомна во однос со станувањето рано, рутината ми остана како и во Скопје, така и тука. Станувам толку 5:30-6. Имам целосен распоред во однос на текот на денот, што оно што го правим во однос на работни врски, а и се оно што станува паралелно тука. Така е, Марио, претпоставувам дека утрата не се нешто многу поразлични од утрата во Скопје, во поглед на твојата агенда, начинот на функционирање, припремата на појадок, клиенти и така натаму. Оние кои што те следат по социјалните мрежи, веројатно знаат за така наречениот проблем со јајцата кои што ги имаше во Дубај. Дали успеа да најдеш соодветни јајца кои што ќе може да ги конзумираш и добро да ги лупиш? Види, јас прво се изненадив колку луѓе ми пиша за тоа проблема со јајцата. Ја не знам дека сите сме толку домакини и домакинки. Постојат трикови за лупени јајца. Да. Не знам дека толку финти има и трикови околу тоа, ама на крајот им најдов чарето со оцет, со вода, со сол, имаш неколку финти, ама на крај им го најдов чарето со него. Да, ти не достигаат домашните јајца тука во Македонија, што многу почесто може да се сретнат за разлика од овие во Дубај? Види, искрено мислам, секој што живел надвор во поголема држава, се знае дека квалитетот е секогаш по-конзистентен, ама помали места, нели, тоа нема дискусија. Со сега разлика, ама искрено тука има толку многу избора, ако сакаш да идеш на поздрава алтернатива, може да избереш, сакаш да идеш на алтернатива која што нели поевтина и по-прифатлива за повеќето луѓе, тоа постои. Така да разликата огромна е тука што и изборот си го прави своето. Секој може да си одбере што сака. Да, верувам. Баш да се остане агилен треба кога веќе имаме нели таа некако прагматичност наша во животот да нели можеби се позиционираме на друга географија и мапа во светот. Само да прашам каде си во моментов, бидејќи кога зборувавме се договаравме, рече ќе бидам со клиенти во сала, во дома си или? Моментално сум дома, направив простор за не биде напрзање во галама, Ама ќе беше автентично и со клиентите во позадина?
Тоа некој следен пат може да го направиме, ама сега не сакам да ризикувам да видам во гласен простор каде што може и ви немаме слушат доволно, ама сега нека Да. за прв пат сме таман. Таман, следна прилика сигурно ќе се поврзуваме. Марио, бидејќи ме прв пат се слушаме со тебе по неколку можеби месеци, па речиси година, можеби вака и јавно да те прашаме со Цеце, бидејќи па ни приватно не сме те прашале, не сме се обиделе некако последниве месеци додека си таму со Софија. Што беше културниот шок прв пат кога стапна во Дубај? И тоа кажувам секој пат дека една мала сепарација од Скопје и она што значи нели живот, ритуали, навики, што ти беше прво нешто како аха момент кога стапна во Дубај? Предизвик. Искрено предизвик не може да ги на прсти на една рака да ги избројам предизвиците, затоа што ова место е толку инклузивно ориентирано, толку дозволува секој да биде на свој начин, да си ги тера своите ствари, си да работи кој што сака да си ги прави, и тоа што самиот факт дека тука живеат повеќе од 200 националности, 200 различни луѓе, 200 различни нации во светот, кога не би имало таа слобода и инклузија секој да си биде тоа што сака да биде, не би обстоело ова место. Така да културниот шок е повеќе од кога искаш влез од дома до X место, кога ќе стигнеш, гледаш еден куп различни луѓе, припадници на различни раси, нации, вери, боја на кожа, она кое што е различно, ама на многу уникатен начин. Симбиозата како функционира во општество е тоа што е толку инклузивно, како што кажав, и не чувствуваш дека има различни луѓе околу тебе, ама сите се на некој начин свои и исти. Така, Што дава еден многу нема интересен дискриминација. момент на Не, ова за разлика од кај нас, ние живееме ние во Македонија сме неколку националности и таму чувствував многу поголема поделеност него што чувствувам тука, што има 200 плюс нации. Така И ние живееме моментално во муслиманска држава која што не се не чувствува дека си, мислам тоа не дека е лошо или добро, сакам да кажам дека наметливост обично ќе речеме муслиманска држава се замислуваме нешто кое што е по, ајде да кажам, нели, луѓето го асоцира со џами и со така е замислата за Дубај, ама напротив, ја мислам дека помалце џами, мислам што нема ништо грешно во тоа, сепак, нели, секоја почит до муслиманската вера и до христијанската, но не е така изразено. Поентата ми е тоа дека нема никаква наметливост за некој што е навикнат на она што го живеел на Балкан, ќе му биде огромен шок. Напротив, значи толку е хибрид на све на свој уникатен начин. Тоа е Дубај. Ти не достига ли Скопје, Марио? Може би кратко времето меѓутоа. Повеќе ме достигаат моите блиски него што ми достига Скопје, ќе бидам целосно искрен. Скопје си е нели супер, тоа е нашиот дом и секогаш ќе ни биде дел од нашата ДНК, нашето постоење како битие, тоа не може да го избегнеме никош, ниту да го смениме, ниту па ја сакам да го сменам тоа. Но во моментот во оваа фаза каде што во животот, ова е тоа кој што повеќе ми прилега и го сакам, отколку што ми го сакам Скопје. Сега се вратиме за 10 дена сме во Скопје, така да и двај чекам да се вратам на еден начин, да ги видам моите најблиски, да се дружам од нив, да го почнам пак тук на Скопје назад, пред да се вратиме. Но веројатно сега веќе домот е онаму каде што сте со Софија, тоа е Дубај. Тоа е Дубај. Работите, не знам сега за Софија, но работиш како фитнес инструктор и тоа е нешто што од тука, да речам, го пренесе таму како твоја професионална ориентираност. Како оди, не знам, комуникацијата со клиентите, Па и самиот фитнес пазар, како во моментот? како функционира таму? Со оглед на тоа што велиш, мора да се остане агилен и транспарентен и мобилен со тие 200 различни нации и диверзитети од светот и културни пред се, таму нема простор да не се биде нели агилен и да не биде прифаќање на можеби на тугиот сензибилитет или карактер, ама како е генерално и самиот фитнес пазар? А и никаде прочитав дека речиси во секоја зграда има фитнес центар. Па во најголем Дали е дел. тоа така? Да, во најголем дел. Накратко ќе ви раскажам што е оно што го правиме тука и детали околу фитнес светот. Значи, јас сум започнаме фирма тука за персонални тренинзи. Јас сум коосновач на фирмата, брендот се вика MoveWell. Тоа е фирма која што нуди услови за персонал тренинг on demand. Односно што тоа значи, ние сме група иначе од 5 тренери, јас и Софија сме еден пар, има уште еден пар од Македонија и една девојка од Србија. Значи ние сме 5 тренери кои што нашите услуги на персонални тренинзи клиентите не букираат и ние имаме своји собствени превозни средства, или собствени коли, идеме
локација каде што живее тренерот или каде што работи, тоест извинете, Клиентот, каде што нив им одговара, значи? Предноста, значи предноста е тука, овој бизнис модел е изводлив, зашто? Затоа што 99,9% од стамбените единици во Дубај имаат теретани, поголеми или помали, али сегде имаат. Што би значило дека ние не идеме по теретани, ние идеме во нивните домови или во теретаните каде што луѓето живеат. Така да имаме клиенти од различни профили. Јас имам клиенти со кои што живеам, тренирам кај нив дома, имаат големи куќи, посебни простори кај што имаат направени сопствени теретани дома и така натаму, така да е многу уникатен бизнис модел што веројатно каде во светот може да се реализира. И како што кажав, јас сум коосновач на овој бизнис покрај тоа што јас сум тренер и одржувам персонални тренинзи, имам улогата на бизнис девелопмент, односно го развивам овој бизнис модел тука, заедно со моја партнерка која што живее тука. Така што еден дел од работата на кој што го правам е тренерскиот дел, ама другиот дел е една нова димензија на мојата професија, каде што, како што кажам, го развиваме бизнисот буквално нула со сите можни негови параметри. А во однос на диверзитетот, тоа Марко што спомна, апсолутно флуидноста, како прво, нашата професија е многу деликатна, зашто? Затоа што мора карактерно да сме многу флексибилни. Односно, нашава работа налага да сме окружени со луѓе, тоа значи само по себе дека имаме различни видови на луѓе и ние мора да сме флексибилни во секој од нив, како оние кои што ги нудат тие устои како тренери. Значи, ние покрај тоа што сме технички фитнес тренери, мора да го имаме тоа искуство и знаење, мора да сме на некој начин психолози, некој што сака и треба добро да слуша. Марио, дали балканците вежбаат, бидејќи велиш работиш со секаков тип на луѓе, но таму живеат повеќе од 200 нации, верувам дека има и многу балканци таму, со оглед на тоа што е и бизнисот кој што сте го започнале со луѓе од Балканот. Колку се тие таму фит или расположени за да си го држуваат телото и духот? Ако добро те сватиш за балканци ме праша? Да, искрено, најмалку од нив се луѓе од Балкан. Интересна статистика, една највеќе не се луѓе од Либан. Зашто тие се многу застапени од Лебанан. Тие се многу застапени тука, тие се едни од луѓето кои почнал Дубај да се гради, да станува тоа што е денеска пред 30-40 години. Се доселувале затоа што е многу блиску и секој сака да од околината дојде да си проба за подобар живот и многу ни постанале многу години тука, така да Дубај е, како што кажам, измешал многу нации, ама тие се доста застапени. Ама од балканците да ги среќаваме тука има и отворена кафана, една се вика Мерак. Бевме пред буквално традиционална балканска кафана со српска музика. Да се чувствуваш како дома, Да, меѓу другото, тоа е мајндсетот на многу бизниси што се отвараат тука и што функционира, затоа што секој отвара нешто кое што соодветствува за одредена нација или вера или некоја културолошка припадност. Така да меѓу другото ние си го наведме нашето гнездо тука, да речем, балканско, ако сака некој да се почувствува дома, има и кафана да си поседи. А инаку, те прегрна Дубај, тебе и Софија, баш вака, да ќе кажам поетски, дали е френдли местото, пријателски, што велиш, или е често е низ различни, да речеме, животни истории, низ различна призма, сега сакаме и твојата да ја слушнеме, знаат да кажат дека некој пат не се чувствува животот во Дубај од аспект животот избора малку приватниот дел, затоа што сите се ориентирани кон бизнисот, кон предприемништвото, кон работата, да се успее, да го споделиш својот бренд, своите аспирации, поинакви животни, да речеме, да се вклопиш, што се вели, од почеток, from scratch, да направиш една нова, табула раса животна, да создадеш нови конекции. Генерално како е лесно, адаптибилно, како е низ твоја, ќе кажам, да, значи супер прашање и ќе пробам да за оваа тема можам да зборам еден саат само со ова, ама ќе видам што можам пократок за да биде и концизен. Значи, од тоа што го кажа, Дубај е место кое што веќе од стилот на Њујорк, значи огромни градови каде што фокусот е на бизнис, на раст, на профитабилност и така натаму. Таков град е веќе стана последниве, да речем, 5 до 7 години. Иако секогаш бил така, ама сега е многу изразено тоа. Особено после ковидот, каде што се доселија многу луѓе навака. Во однос на инклузија, во однос на прифатеноста, значи ја и Софија бевме тука пред година и пол на одмор, 10 дена. Јас на Софија буквално го имам и на влог на YouTube, пошто снимав видеа за YouTube, имам прашано после 5-6 дена влогот, викам
кога ќе се селиме тука, затоа што после само 5-6 дена на многу уникатен начин градот ти дава една баш тоа што го кажа како преградка дека си прифатен да се тука, дека дозволено да бидеш ти, дека немаш лимитации, нормално си има лимитации, си има правила, како што и треба да има дисциплина, нели, да обстојува самото општество. И тоа е многу строго за одредени работи и така треба да биде според мене. Ама од друга страна инклузијата е толку интересен феномен затоа што 80% од луѓето кои што живеат во Дубај, кои што се околу 3,7 милиони, се експертс, односно се доселеници, како што сме и ние. И за разлика од Европа и Америка, оваа држава, Емиратите, не дозволува да земеш ти пасош после 5 години, 7 години, 10 години. Значи никој не може да земе пасош, односно сите тука живееме како гости на некој начин, добиваш работна виза, си имаш нели купиш имот, си имаш посебна виза. Што значи тоа? Дека секој што живее тука, што не е локален, што не е, нели, што му е гарантиран 100% престојот, иако ова може звучи страшно, не е воопшто така, нали, ако се тераш ти... Како резидент не може да се функционира, Марио? Не, апсолутно може. Сакам да кажам дека за разлика од луѓето зашто сакаат Европа или Америка, зашто после 5-6 години добиваш статус на пасошник. На жител. Така е, да. Државјанин, да, на жител. Како државјанин, да. Ги добиваш сите бенефити си ги имаш, само што не си жител. Ако ти си, нели, си тераш легално, не правиш проблеми, можеш да живееш сосема нормално. Ама 80% луѓето, кои што кажав, се доселеници како нас. И сите на интересен начин сака да се живуваат еден со друг, да се помагаат, затоа што сите сме како гости, сегде од надвор од дома си гостин, ама тука на неинтересен начин се чувствува тоа. И секој сака да се функционира со еден од друг, на никој нема наштетува. Љубезноста е, дури првите мене беше културолошки шок на од позитивен аспект ми беше, ми беше тоа што ме гледате окей? Не, те гледаме, те слушаме. Сега те гледаме повторно. Се извинам, да. Не е проблем. Нема без грижи. Културолошкиот шок беше тоа што пак мислам, се извинам пак. Без грижи. Повеќе беше тоа што се чувствуваш дека на многу интересен начин те прифаќаат сите и сите ти се обраќаат на некој начин кој што не сум бил јас навикнат да речам во Скопје. И тоа е попозитивниот дел е тоа да речам изнадувањето на многу позитивни ствари, него на негативни. Така да јас мислам дека ќе бидам најискрен последниве 7 месеци. Не можам на нешто да се пожалам да речем некој лошо или нешто ми сметало или дека некој на грешно ми се обратил. А имате ли прекршено некој закон, бидејќи видиш има закони? Тоа сакав и да прашам, истото со тете гледаш го размислувам и велам додека ти одеш во интернет само да прашам нешто. Апропо, нели, бидејќи секоја земја си носи некои своји регулативи, мерки, закони на кои што треба, нели, пак ќе кажам да се остане агилен и веднаш да ги прифатиш. Се сеќавам дека во некоја ситуација, нели, како од Феникс, Сингапур ги менува, нели, своите животни навики за населението да може поубаво да функционира, да биде чиста зелена средина, да биде еколошки здрава. Претпоставам дека Дубај покрај тоа што е, да речем, на едно попустинско тропско место со тие облакодери и така натаму, начинот на живот е, нели, и брз и така натаму фреквентен. Претпоставам дека има доста закони за да се остане тоа педантно, чисто, со една дисциплина, самоконтрола да имаш, да тоа ме интересираше, еве што ви лицеце, дали лесно се прифаќаат законите? Во однос на да, значи многу е straightforward, многу е едноставно. Мислам дека буквално не се пишани нигде, ама сите ги знаат правилата. И сите ги почитуваат. Зашто? Затоа што за некој да почитува правило, треба да чувствува дека ако него почитува тоа правило, ќе има одговорност за тоа, реперкусија. Така е. Тоа цете што го кажа преска, дали имате прекршен некој закон, тука е во однос на возењето е многу строго, односно тука полиција малку не се ни гледа. Јас искрено од овие 7 месеци видам полиција него 3 пати на пат. И тоа не стојат како патрола, туку поминуваат или чисто да бидат тука како една мала безбедност што се вели. Да, тоа не постои. Полицијата е ултра почитувана, значи сите ги почитуваат и ги сакаат затоа што се многу настроени пријателски и ги почитуваат сите луѓе независно што е проблематиката, нели обично не ги врзуваме со нешто лошо. А во однос на прекршувањето имам до сега неколку казни платено за побрзо возење или за појас, што е да е. Со тоа што не ме казнува полицијата, има камери сега, буквално сите патишта се со ограничување и со камери. И само има апликација на се вика Дубај Полис и секој ден си проверуваш и стига нотификација на твојата таблица од колата
дали си имал Дали некој си прекршок или прекршил. не. Да. И сега И сега нема да будење, речеме нема не беше дали поминав на црвено или не поминав, а бе се жити мајка прости ми, Го пушти нема ме да се јавам, балканскиот нема. менталитет. Ете тоа беше. Сега Нема, ако во значи, случајот буквално. македонец те праша, еве и ние да речеме, прашањето ќе биде што ако не се плати казната, што би се случило еве да речеме или ако не се испочитува тоа. После некој време ќе се дуплира казната и ќе се платиш дупло. Значи се зголемува. Мора да Многу плати. едноставно. Цената. Не, значи тука е преедноставно ако сакаш да живееш по правила. Затоа што сака да живее како што јас сакам да живеам дисциплинирано и по некој одреден сет на правила, ова е идеално место. За оној кој што сака да фаќа кривини и ќе си отиде тука за еден месец. Пошто самото место ќе го избрка, самиот ќе си одлучи он да си отиде. Да, нема да му биде пријатно. Тука невозможно е, невозможно е. Ќе биде непријатно, ќе си го испразни џебот многу побрзо што мисли дека ќе си го испразни, затоа што казните се на секаде околу нас и буквално има едни места во градот, точки во градот каде што казната ако предеш на црвено доаѓа до 10.000 евра и ти одзимаат колата на 6 месеци и можеш да идеш затворен на 1 месец. Добро. Тоа би било. Зашто е поминал некој на црвено? Зашто некој е поминал на црвено? И да видиш како сите си подкачуваат, трепнели жолто си се застапуваат полека, нема Полека. свирење, нема. Така, Кое- тоа треба да да. важи за тука, ако удрат по џебот малку подлабоко. Мислам дека Тука и веднаш се- подисциплинирани ќе бидат, Да, ама бидејќи помала- Верувајте ми дека човек ние се уште за жал не сме на тоа ниво на свесност каде што Да. ние само по избор ќе нема да правиме грешки. Да, Значи, се уште сме Марио, таму. само контрола и Кога само дојдеме дисциплина. Така, имаме уште многу години да одзиднеме таму. Во меѓувреме додека не стигнеме таму, ово е единствениот начин и ова е доказ тука, значи ова функционира безпрекорно, само поради казните и односно реперкусијата доколку нешто не направиш како што треба. Преедноставно е, затоа што тука не е демократија, луѓето викаат тука не е демократија, немале луѓето права. Значи тоа се некои да речем стереотипи кои што ги презентира западот, што апсолутно нема врска. Апсолутно луѓето си, ако сакаш да живееш нормално и да не правиш, како што кажав, прекршоци, тука ќе живееш најкомотно и најбезбедно. Безбедноста не сакам да зборам. Значи јас мислам дека Македонија е безбедна и Македонија е генерално безбедна во однос на некои други места по светот, ама сваќам кога ќе дојдеш на вакво место колку и Македонија не е тоа кој што ние мислиме дека е, затоа што ова тука на пример е направено ниската стапката на crime rate на насилство и на кривични дела е толку малтене непостоечка. Затоа што има секаде камери, градот е малтене на секој чекор има камери и кога влагаш во Емиратите, особено во Абу Даби, од аеродромот, ти скенираат лицето, очи и такви ствари. И веќе ти има во систем. И тука има веќе, пошто Дубај е град на технологија и задните крици на технологија да ги имплементираат, AI, Artificial Intelligence, е синхронизирано со системот за камери и множат било кој што ги направи било како прекршок да го најдат буквално во еден ден. Така да од секој аголо се покриени и така има направен совршен систем во моментов каде што и оној кој што сака да прави нешто што не е во ред, може многу лесно да го најдат и буквално пошто како што кажав не е демократија, нема судење рочишта 3 години па да старело делото, нема. Ако имаш направено нешто според нивниот закон грешно, од тука директно идеш во затвор. А после 2-3 месеци затвор ќе видиме што ќе правиме со тебе. Одлично така кажано. Така многу едноставно. Одлично кажано. Претпоставам дека тоа понекогаш ве учи уште на поголема само контрола, само дисциплина, само фокус. Претпоставам дека јас и познавајќите тебе, сите ние всушност од утринската тоа го поседуеше ти од најрана возраст и претпоставам затоа беше и за тебе многу уште поубаво на адаптирањето во Дубај. Во поглед, само уште оба би те прашале за крај, кој би бил најидеален период во годината, бидејќи знаеме дека има некоја константна температура топла, нели баш е тропска клима, за сите кои што не гледаат, сака да го посетат така рекреативно, можеби или за својот летен годишен одмор и така натаму, Дубај нели нуди секакви можности за entertainment, односно забава, спорт, култура, баш како што кажавме, за да се исполнат тие, да речеме, навики на повеќе од 200 нации во светот, мора да биде космополитски, да биде алтруистичен или центар на светот. Како во овој период на годината за посета или пак кога би го препорачал најмногу за сите кои што не гледаат? Најидеално е периодот помеѓу ние кога стигнавме средина на октомври до мај, до сега. Од сега веќе полека градуелно идат температурите нагоре, значи веќе денес веќе колку е овие денови таму? Моментално околу 33, моментално е 35-6. Звучи многу, ама не е она... Ама со влагата, веројатно.
Да, не, моментално не е толку влажно. Ќе Не? почне од јуни веќе ќе стане уште повлажно. И тука е најголемиот проблем тоа, пошто и во Скопје во лето топло, и во Скопје стига 47,2. Да. Така е. Ама проблемот е тука што стига и влажноста на 80-90% влажност во текот на денот. Така. Така да секој што сака да се дојде тука на одмор и да прошета и би му го посакал тоа на секој да го направи, затоа што и уште една многу битна работа. Многу луѓе мислат дека дојдеш во Дубај требаат многу пари. Апсолутно не, мислиме дека ќе поминат исто или поевтино како и во европски градови. Добро конектирано, има директни летови од Белград, има прелет преку Истанбул. Хотелите се наоѓаат сосема прифатливи цени, јадењето и такви ствари може да одбереш да јадеш за 2000 евра на вечера, може да потрошиш и 50 евра на вечера. И ако не грешам, веќе не е потребна ни виза за влез во Дубај. Да, неодамна и тоа го направија, нели, ја укина виза, така што од ноември до мај е, особено периодот помеѓу декември и февруари е идеално, затоа што температурата тогаш помеѓу 22-3 до 30 степени. И тогаш е идеално за шетање и сите надворешни активности да се прават, затоа што сега станува малку потопло и не е толку едноставно. Не дека не може, тој што е малку поотворен на топло може сега да дојде, ама идеално онака што можеме да кажеме да се ужива е буквално тој период и место нуди толку многу работи што јас после 7 месеци, јас во Софија се смееме цело време, викам има направена листа на работи што сакаме да ги правиме посетиме, не може да ги направиш пошто има толку многу. Толку многу, да. Во Скопје кога живееме има еден проблем. Ке направиш некои работи толку е, не може да ги треба ги вртеш истите цело време. Тука има други проблем што не можеш да ги доврдиш работите, пошто има многу прво и второ на секој месец, значи не се сезон, константно има нови активности, нови ресторани, нови локации, значи не можеш да постигнеш, викам кога го отвори ова? Кога се случи ова? Пред 10 дена не беше. Кај нас е тоа само за згради тука, кога ја дигна оваа зграда и така натаму. Марио, многу ти благодариме за ова вклучување. Муабетот првичен ни беше 10 на минути, но ова стана малку и подолго. Се надам нити одземавме многу од времето од работата со клиентите и така натаму. Ти благодариме за можноста да се дружиме ова утро и што вака буквално ни пренесе како изгледа Дубај во овие мигови.